Во Македонија корупција во име на Европската Унија. Ова е насловот на текст во престижниот германски весник Frankfurter Allgemeine Zeitung за состојбата во Македонија. Коруптивни сделки, скандали, лажни ветувања, сомнителни закони во полза на власта. Ова се главните точки на разгледување во анализата на ФАЦ. Луѓето во Македонија се навикнати на фактот дека корупцијата е постојано зло во нивната земја, пишува авторот на текстот, споменувајќи го како пример скандалот со клиниката на онкологија и сомневањата за вмешаноста на министри на поранешниот премиер Зоран Заев, директори на клиники. ФАЦ пишува дека за Македонија не е невообичаено тоа што медиумите, а не судството, ги собираат доказите за вакви скандали, како случајот со онкологија. Во текстот се наведува дека од најважната клиника за онкологија во земјава, во Скопје, очигледно системски биле крадени скапи лекови за рак и биле продавани на црниот пазар. Досега, пишува ФАЦ, формално е осомничена само една медицинска сестра, но сомнежот е дека таа не може да биде единствениот виновник. Сега земјата се прашува до каде нагоре стигнал синџирот на соучесници, макар и само преку информираност. Во време кога се вели дека се случила гнасната измама, министерот за здравство бил близок политички доверлив човек на поранешниот премиер Зоран Заев, социјалдемократ, кој во меѓувреме ја напуштил политичката сцена и деловот позадина. Министерот за здравство поднесе оставка заедно со Заев, пред јавно да се дознае за наводната измама. Не е само овој скандал опфатен во анализата на германскиот весник. Корупцијата која цвета насекаде низ државата, според ФАЦ, не е искорената, иако СДСМ ветуваа дека истата ќе ја отстранат. Сепак тешко дека ќе најдете луѓе во Македонија кои сметаат дека ова ветување е исполнето. Социјалдемократите кои од тогаш се на власт и нивниот коалициски партнер кој е поддржан од албанското население во земјата се представуваат проевропски и наводно ја почитуваат својата политика целосно на целта за членство во ЕУ. Во насока на заскривање на корупцијата беа донесени измени на кривичниот законник во Македонија, а со тоа се намалуваат казните, побрзо застаруваат делата, се брича членот 353 за злоупотреба на службената положба. За овие измени авторот на текстот вели дека иако шефот на државата можел да стави вето, сепак веднаш ги потпишал. Европската унија се спротистави да биде користена од владата и председателот во Македонија како изговор за домашни политички махинации кои представуваат чекор наназад во борбата против корупцијата. Портпаролката на комисијата рече дека тие се загрижени за влијанието на последните одлуки врз борбата против корупцијата, критикувајќи ги не само намалените казни, туку и скратениот рок на застареност, што влијае на многу тековни постапки. Корупција од името на Европската Унија. Така може да се опише политиката на македонскиот актуелен премиер Димитар Ковачевски и неговиот тим, констатира ФАЦ и пишува дека актуелната влада го вее европското знаме за да прикрива корупција.